Ви најавив, почитувани гледачи, дека имаме многу интересна тема, многу актуелна тема, со која што ќе разговарам денеска во студиото на Добро утро секое утро. Доктор Радица Моратовска-Делимитова, специјалист по педиатрија и неонатологија од клиничката болница Аџи Бадем Систина, е денеска заедно со нас да одговори на сите прашања кои што не интересираат сите нас како родители, но и се разбира и бабите и дедовците кои што ги чуваат или пак се грижат за нивните деца. Ќе ви посакам најпрво добро утро. Добро утро, ви благодарам што ме поканивте да бидам гостин. Ова е жешка тема последниве месец-два во нашата држава. Верувам дека и во светот, бидејќи истото се случува. Така да ќе се обидам колку можам повеќе да помогнам со советите како педијатар. Така, започна учебната година, нели нормално со физичко присуство, но децата се приморани и мораат да носат нели маски. Многу често вирусите се пренесуваат во училниците затоа што нели просторот е тесен и во градинките. Како да го зајакнеме имунитетот кај децата во овој период? Вака сега прво околу носењето на маските имаше многу дубиозни, различни мислења, дали тоа штети врз општата кондиција, врз здравието на децата, дали може да не заштити од вируси, меѓутоа од друга страна да биде почва една плодна за развивање на бактериски инфекции. Меѓутоа се направија доста студии во изминатиот период во светот за да се процени ефикасноста и штетата од носењето на маски. Пред се покажано е дека носењето на маски нема влијание врз виталниот белодробен капацитет, односно размената на гасовите, така да дишењето е непречено. Сега она кое што се кажува како несакани ефекти од маските, ние маските ги носиме за да се заштитиме од ковид, специфично вирусот. Меѓутоа, од друга страна, тие не штитат и од оној други вируси и бактерии кои што се присутни во околината и ни прават една релативно стерилна средина, со тоа што го успиваат нашиот имунитет. Значи, имунолошкиот систем на децата не е под постојан поттик за да се бори. Имунитетот заспива, така да ние се штитиме од ковидот, меѓутоа, од друга страна, сме многу поизложени и вулнерабилни на другиот тип на вируси. Опасноста за носењето на маски во поглед на бактериските инфекции, ако е детето веќе носител на бактериска инфекција во грло, нос или пак има некоја габична гливична инфекција, бидејќи е затворен простор, се зголемува концентрацијата на бактериите, односно на гливиците во просторот помеѓу маската и устата и она што детето го издишува, повторно го вдишува. Меѓутоа, сепак сите истражувања до сега покажуваат дека сепак е подобро децата над 6-та година да ги носат маските. Не мора да се тоа N95, може да се и хируршки маски кои што добро штитат или платнени маски. Меѓутоа, морам да истакнам дека за заштита од бактериите би требало маските да бидат редовно чистени и стерилизирани, иако станува збор за оние маски со повеќе кратна употреба. Постојат различни начини на кои што може да се одржува редовна хигиена на маските. Околу заспаниот имунитет, како децата, бидејќи изминатава година и пол децата ги чувавме во релативно, да речам, стерилни средини. Дома ние не излегувавме, децата беа изолирани од своите врсници, од останатата, да речам, околина. Нивниот организам заборави како е да биде во контакт со останатите вируси. Така да во овој период, кога веќе повторно се враќаме и повеќе се отвараме кон секојдневниот живот, посебно за онаа група на дечиња под 6-та година кои што не носат маски во предучилишната возраст, би требало да се обидеме било преку суплементи, било преку правилен и здрав начин на живот и на исхрана да го поттикнеме имунитетот. На пазарот веќе постојат бројни суплементи кои што им овозможуваат будење, подстрек, помош на имунолошкиот систем. Еден од оние кои што се важни во последно време многу зборувани е D-витаминот, кој што верувам дека секое дете барем до својата 6-7 година, особено во зимските месеци, го прима, независно од корона и новонастанатава ситуација, тоа е препорака на педиатрите.
бидејќи тој овозможува оштетување, односно уништување на зидот на бактеријата и на вирусот и автоматски со тоа се овозможува побрзо изборување, односно угинување на бактериите. Потоа постојат екстракти од растенија, како што е црниот бозал, кој што се смета дека е многу добар антиоксиданс, кој во себе содржи А витамин, С витамин, Б витамин. Постои екстракт од ехинација, веќе ги има во фармацевските компании, ги продуцираат како вакви продукти. Цинкот, внесување на многу овошје и зеленчук, печурките кои што содржат многу бета-глукани, имуноглукани кои се еден вид на имуномодулатори, меѓутоа печурките не домашно набрани, значи печурки купени, испитани, особено буковката е добра. С витаминот во таблетарна форма или во форма на раствори на капки. Значи, сите овие се еден вид на суплементи кои би требало да се додадат на онаа здрава исхрана. Она што е многу важно, како здрава исхрана, е изобилие на свежо овошје и свеж зеленчук. Не тоа да е смути, не тоа да се кашички. Значи, децата треба да јадат сирови, да джвакаат, да внесуваат растителни влакна, меѓу другото, во таа форма. Куркумата е зачин кој што е одличен во поттикнувањето на имунолошкиот систем, кај нас во последните години застапен, верувам, во повеќе од семејствата, меѓутоа релативно нов во нашата опкружување. Џумбирот е исто многу добар природен антиинфламаторен лек. Лукот кој сите го знаеме, сите го конзумираме. Зелените растенија од типот на спанаќ, на блитва, исто се многу богати. Цитрусните овошја. Црвената пиперка има 2 пати повеќе С витамин од цитрусните овошја, ја имаме и во изобилие на нашата трпеза, неајварот, свежата зелена пиперка. Децата мора да имаат физичка активност. Знам дека короната не спречи во оние што се активности во затворен простор, меѓутоа мора да најдеме некаков модус да децата се надвор. Што помалку во затворени простори, групирани во повеќе групи, училиштата треба да даваат што можност, да речам, децата да престојуваат одредено време надвор, во установите за предшколска возраст да се форсира излегувањето на надвор, вежбањето, одржувањето на физичката активност. И она што сметам дека е исто многу важно е дека и покрај коронавирусот децата не треба да ги чуваме во стерилна средина. Значи, они мора да имаат постојано едни тивки поттикнувачи, едно тивко будење, постепено сензибилизирање на имунолошкиот систем. Како тоа да го направиме? Надвор, кога се излезени, не мора после било какво фаќање со рачињата веднаш раце да се пребришуваат. Значи, дома да не се чуваат извонредно стерилни услови, постојано со алкохолни дезинфициенси и така натака, бидејќи убивајќи го коронавирусот, ние сепак убиваме дели од бактериите и од вирусите кои што се добри за нашиот организам, односно за поттик на имунолошкиот систем. Така, докторка, ги споминавте печурките како здрава храна, добра, која што го зајакнува нели имунитетот кај децата, но знам дека кај родителите многу често се јавуваат прашалници, нели, кога треба да се дадат печурките, од која возраст се даваат печурките? Значи, секако тоа би било, сега ова зборуваме за дечиња над првата година. Генерално, пак ќе кажам, буковката е онаа која што има најголема концентрација од оние што се наоѓаат кај нас на пазарот, најголема концентрација на имуноглукани, односно бета-глукани, кои што се поттикнувачи, односно имуностимулатори. Така да, апсолутно, дечињата после првата година може да внесуваат. Ако веќе зборуваме за онаа група на деца која што е под 1 година, јас ке потенцирам пред се како неонатолог дека посебно во овој период е многу важно да се одржи доењето. Значи, до 5-тиот месец, да речам, некаде доенчињата единствена храна е млекото.
Суплементите во таа возраст не се препорачуваат, освен пробиотиците како пробиотици, додека другиот и евентуално С витамин, другиот тип на суплементи, оние што ги зборува в бозел и така натака, се уште во таа група под 6-тиот месец не се препорачуваат. Така да на овие дечиња единствениот, да речам, извор на имунолошка подкрепа е мајчиното млеко. Мајките кои што дојат може да примаат одреден тип на суплементи природни, од типот на цинк, на витамин С, да подобрат собствена исхрана. На тој начин, преку млекото, би го обезбедили и потикнали имунолошкиот систем кај доенчата. Така, ги споминавте и пробиотиците. Да. Кога и како треба да се даваат пробиотиците кај најмалите, затоа што знам дека на многу родители ова им представува проблем и не знаат Да. Значи, пробиотиците, голем акцент е даден во последните деценија, да речем, испитувано е нивното влијание врз стимулацијата и имунолошкиот одговор кај човекот. Се смета дека негдека 70% од имунолошкиот систем, како да кажам, се наоѓа во гастроинтестиналниот тракт, односно во цревата. Почнувајќи од тоа сознание, правени се бројни испитувања, покажано се дека повеќе од 100 трилиони бактерии се наоѓаат во гастроинтестиналниот тракт. Во последните години се зборува многу за микробиомот, односно тоа е еден филм кој што се наоѓа, односно се создава на цревната слузница и кој обезбедува одржување на нормална рамнотежа помеѓу патогените и добрите бактерии. Затоа и пробиотиците генерално се препорачуваат, она што се препораки на светско ниво, особено кај доенчињата, каде што имунолошкиот систем се уште се создава, бидејќи имунолошкиот систем кај децата созрева дури околу 7-8 година, се смета дека е пожелно давањето на пробиотици. Меѓутоа, секогаш треба да се има на ум кој пробиотик се дава. Не е секој пробиотик адекватен за возраста. Така да, околу типот на пробиотици треба да се разговара со матичниот педијатар, неонатологот, кој што ќе процени за која состојба, дали пробиотиците ги даваме само како еден имуностимулатор и протектор, или ги даваме во склоп на акутна диареја, односно пролив, повраќање. Така да пробиотици да, меѓутоа околу типот на пробиотици зависи од возраста на детето, кондицијата во која детето се наоѓа и треба да се разговара со матичниот педијатар, а не да се купуваат, нели, ми рекоа е ова подобро, она подобро, сепак треба со стручното лице да се разговара за кој тип на пробиотик, односно за кој сој на бактерии зборуваме и кој сој во кој период и за која кондиција е најдобро да се употреби. Така, докторке, како започнува развојот на имунитетот кај детето и што е клучен фактор за негово создавање, нели по самото раѓање на бебето? Така, значи, формирањето на имунитетот, пак, како што напоменав, е еден процес кој не се случува од денес за утре. Значи, тоа е еден динамички процес и обично имунолошки созреано дете тек очекуваме после 7-8 година од животот. За еден имунитет да созрева, потребно е да има надворешна стимулација. Да, една е генетиката, она детето што го носи, меѓутоа за будење и одговор на имунолошкиот систем потребна е стимулација. Нашиот имун систем памти, знае со што бил во претходно во контакт и се формира одбрана кон тој агенс од надвор. Така да, доколку ги чуваме децата од најрана возраст во строго изолирани средини, контролирани средини, пак ќе кажам, надвор од ковид ситуацијата, ова е ситуација која што не е нормална и е надвор од секојдневието. Значи, би требало они да се постојано стимулирани со мала количина на агенси кои ќе овозможи едно меморирање на организмот
кој ќе може да одговори понатаму на инфекциите. Апсолутно стерилна средина, чување на децата долго време во изолирани средини, растење само со возрасни, без контакт со децата, не го потикнува имунолошкиот систем. Кога ќе дојдат, било тоа да е на 3 години или на 5 години, нивниот имунолошки систем, односно имунолошки запис е како празна табла. Они мора да почнат да го запишуваат. Така да дечињата кои што подолго време остануваат во домашните услови, со намера нели да ги заштитиме од инфекции, тие инфекции ќе ги добија дали на 4, на 5, на 6 години. Исклучок, да речам, права дечиња кои сепак имаат некаков дефицит во имунолошкиот одговор кој што се должи на генетски било какви нарушување, еден вид нарушување, или кои имаат многу чести инфекции недела за недела, ден за ден, тогаш би требало можеби да се направи една мала пауза од колективот, да му се дозволи на организмот да си дојде на себе, да застане на ноз, онаа рековалесцентна фаза и потоа повторно да се направи обид за враќање во колективот. Многу често дел од нас родителите ги чуваат децата дома, мислам ги избегнуваат нели градинките со цел нели детето да не ми се разболува, таму се сите вируси и бактерии. Колку е добра оваа работа што ја прават родителите? Искрено, она што го зборував, сметам дека треба да бидат децата изложени од најрана возраст за да се направи таа стимулација, освен ранливите посебни групи на дечиња. Така да, апсолутно, поаѓањето во установите за предшколска возраст го оправдувам, бидејќи не треба да размислуваме ние само на инфекциите, мора да размислуваме и на психосоцијалниот момент кај децата, развојот кај децата, социјализацијата кај децата и формирањето на една индивидуа која што ќе биде самостојна и ќе може да се вклопи лесно во секојдневниот живот понатаму. Така да не може да ја гледаме институциите за предшколска возраст само од аспект на болести, односно здравје, физичко здравје. Мора да размислуваме и за менталното здравје кај децата, што ќе има реперкусии понатаму во животот. Да, дефинитивно ми е потребен или оној социјален момент, дружење со дечиња од нивна собствена возраст, апсолутно. Така да јас генерално сум поддржувач на сега не мора да е тоа во раната, да речем во доенечката возраст, 9 месеци, 10 месеци, некдека после годината, година и пол би бил идеалниот период кога детето се уште не е многу приврзано за родителите, кога адаптацијата е релативно поедноставна, да се започне одењето во градинка. Така, живееме во една средина каде што во текот на есенските месеци па и зимските имаме екстремно загаден воздух. Колку чистиот воздух влијае за можеби подобар имунитет кај децата и дали воздухот е една од причините за кои што децата во овие месеци, во овој период од годината, навистина многу се разболуваат? Чистиот воздух е многу важно, нели имаме вода, имаме чист воздух, предуслов за добар живот. Сите тие хемикали, честички кои што се наоѓаат во загадениот воздух вршат оштетување на носната слузница, на слузницата на дишните патишта и ја прават многу поосетлива на продорот на вирусите и на бактериите. Така да мојот одговор е да, апсолутно загадениот воздух влијае на процентот на зачестеноста на горнореспираторните и долнореспираторните инфекции. Она што ни се случува во последниве 4-5 месеци, големиот наплив на и цревни и горнореспираторни инфекции е баш изолацијата која што ја имавме цела една година. Нашиот организам, организмот на децата заборави на вирусите и бактериите кои што беа присутни претходно
бевме изолирани од колективниот живот, сега се враќаме во колективниот живот и ова е нешто што е апсолутно нормално и очекувано. Живееме во многу загадена средина, не е само воздухот и почвата и така натаму се околу нас е загадено, така да ја секогаш велам, ако можете, би било добро. Прочистувачи, барем во домашните, додека е детето во домашно обкружување, би било пожелно да има прочистувачи во училиштата, во градинките, посебно сега и со коронавирусот, меѓутоа тоа го оставам на другите. Така, она што како за крај или ќе го заклучиме овој наш разговор, доцна пролета и на почетокот на летото се појавија многу вируси и бактерии кај децата, буквално сите болници беа преполни од мали дечиња, нели како да го избегнем исто во сценарио и оваа есен? Возможно ли е нешто да се направи? Јас се надевам дека веќе имунитетов им се потсети, да речам, затоа што можеби добри 70-80% од младата популација веќе во овие 4-5 месеци имаше епизоди на фебрилности, имаше цревни вирози, горно-респираторни инфекции, видовме доста дека е присутен респираторниот синцитијален, параинфлуенца, инфлуенца. Така да јас се надевам дека истото сценарио нема да ни се продолжи, посебно кај децата од предшколска возраст, кои веќе добри 5-6 месеци присуствуваат, учествуваат, одат во градинка. Така да се надевам дека имунолошкиот систем веќе кај нив е поттикна, дека создал некаква меморија во овие 4-5 месеци. Сега нели работата е да не ги затвориме повторно дома, па пак да ги пуштиме во колектив, зашто тогаш повторно истото ќе се случи. Значи, со здрав начин на исхрана, доста физичка активност, суплементи, примање, тоа е она што би требало да им го дадеме како помош да се изборат во следниве месеци. Така, споменавте и делот исхраната, нели, која што е многу важна. Многу важна исхраната, суплементи, веќе ги има многу на пазарот, али пак ќе кажам, исхраната е она што е приоритетот, односно зајакната со евентуалната употреба на суплементите. Докторке, јас навистина ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и за сите овие клучни и важни работи кои што ги споделивте заедно со нашите гледачи. Ви благодарам на поканата. Беше тоа доктор Радица Моратовска-Делимитова од клиничката болница Аџи Бадем Систина.